Добро, почитуван председател, почитуван министар за внатрешни работи, почитувани колеги и колешки пратеници. Прво морам да констатирам дека од она што можеме да го видиме од денес на дневниот ред Комисијата за одбрана и безбедност, е дека оваа влада, освен што генерираше кризи по секој основ во Република Македонија, ништо друго не успеа да направи. Значи, ние имаме криза во, тоа ќе го видат и граѓаните денес, имаме 3 точки кои што сите се поврзани со криза. Оваа влада донесе криза во здравствениот сектор, донесе криза во економијата, во енергетиката, во образованието и каде уште да проложам. Меѓутоа ќе се обидам да бидам многу кратка заради тоа што честопати велам дека кога зборуваме за здравствената криза, пред се не би сакала да коментирам од позиција на пратеник, туку како човек. Не сакам да верувам дека се уште владата цени дека она што се случи во Тетово со моделуралната болница е виновен кабалот или полночот. И бидејќи министерот спомена дека токму оваа уредба е во насока да се искористат капацитетите за подобро менаџирање на здравствената криза, имаме на кратко прашање, би сакала да чујам ваше мислење дали си уште цените дека единствената вина за она што се случи во Тетово е кабелот. Ценам дека апсолутно потврдивте во менаџирањето на здравствената криза и дека не требаше да следи или јавноста не заслужи да следи драма организирана од премиерот во заминување и министерот за здравство, па каде имавме нели поднесување на оставки, па неприфаќање, па и така натака. Во ред, јас тоа разбирам, тоа е пријател на премиерот во заминување во возење на мотори и не е едноставно да се прифати оставката. Ева е најверојатно после 12 ќе имат повеќе време заедно да продолжат да возат мотори, но останува прашањето за одговорноста. И останува прашањето зошто во неколку наврати на прогласување на здравствена криза, владата потврди во менаџирањето на здравствената криза и зошто се уште не можеме да видиме одговорност министар. Ценам дека и вие ќе се согласите, граѓаните заслужуваат одговор на прашањето. Граѓаните заслужуваат да бидат заштитени кога тоа веќе го имате како можност да ја предводите владата и да одговорите, но и да покажете солидарност во однос на човечките животи кои што ги изгубивме во текот на оваа здравствена криза. Ние, за жал, по сите параметри сме земја со највисока смртност во однос на пандемијата, со најмногу изгубени, со најмногу, ќе ве молам колега, ако сакате, имате можност да се пријавите за збор, верувам председателот ќе ви даде. Исто така, за жал, си уште имаме најголем број на изгубени животи, а од друга страна сведочиме за едно неодговорно однесување од страна на министрите во оваа влада. Очекувам кога се споминува дека носењето на вакви неуредби, дека ќе навистина ќе помогнат во менаџирањето на кризата, да видиме резултати. Ние до овој момент не видовме никакви резултати во подобрување на менаџирањето на здравствената криза, освен што сведочевме на такви трагични настани какви што сведочевме. И ценам дека и етички и морално во една таква ситуација во која што истовремено имавме прегласена здравствена криза, да се понесе одговорност, да се прифатат оставките, но и истрагата да покаже каде е точната вина, кој дозволил една таква болница да биде пуштена во употреба и кој е виновен за тие човечки животи кои што за жал ги изгубивме. Многу е едноставно тука да се дојде и да се бара продолжување повторно на здравствената криза и да велите дека тоа, еве го читам овдека, вели заради спречување од негово неизино ширење, мислејќи на пандемијата, но тоа не придонесе да не се шири пандемијата и да не губиме човечки животи. Ние навистина сме во една многу лоша состојба и граѓаните имаат потреба конечно да видат дека тие ќе бидат заштитени. Ги ја слушаме и експертската јавност, ги слушаме и докторите. Она што се случи во Тетово дополнително ја зголемува недовербата во институциите.
И ние мора тука како влада да се понесе одговорност. Човечки животи се губат. Не е во ред. А при тоа повторно да дојдеме со на ваква објаснување дека во ред еве потребно ни е повторно да ја продолжиме уредбата заради тоа што ќе ни помогне за подобро менаџирање на здравствената криза. Не, нема да подобра. Нема да помогна. Се додека корупцијата е темел на се она што се случува и без при тоа никој да понесе одговорност, нема да помогна. Потребна е одговорност. Потребно е без драма кога некој поднесува оставка да се прифати. Да се покаже на вистина солидарност со граѓаните. Затоа што вака, за жал, се сумневам дека ние ќе имаме подобрување. Би сакала искрено да видам подобрување. Изгубив на сите, никој не бев непоштедени од оваа пандемија. Меѓутоа, искрено не верувам од сето она што можевме да го видиме, да го мониторираме, дека ова уредба ќе придонесе во подобро менаџирање на здравствената криза. Пренесете оваа порака, ве молам, до сега сигурно сум дека е пренесена во пораката, потребна одговорност, објективна истрага, не кабелот, туку тие кои што дозволиле на таква болница да биде пуштена и дозволиле сега, за жал, да сведочиме на изгубени животи, а при тоа да не гледаме одговорност, дека потребно да се понесат одговорност. Ви благодарам.